Почитувани гледачи, ова е новото издание на емисијата во ординација. Оваа ординација започнуваме со изјавата на министерот Беким Сали по укинувањето на мерките и донесувањето односно на мерките кои што заедно со кризниот штаб беа усвоени се со цел намалување на ризиците за преносливоста од COVID-19. При тоа, одговарајќи на новинарско прашање, смета дека не треба граѓаните премногу да се опуштаат и оние мерки за предпазливост остануваат се уште да важат. Ја гледаме изјавата на првиот човек на здравство. Дозволете ми да ви се обратам, да ви кажам дека Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија во последниве 5 години забележа значителен развој, пред се со формирањето и пуштањето на употреба на лабораторијата за молекуларна диагностика, лабораторијата за биохемиски анализи, криобронхоскопија и аргонплазма, кој што возможува отстранување на тумори од бронхијалното стебло без да пациентите одат на класична хируршка интервенција, набавен е рентген апарат, дигитален, апарати за неинвазивна вентилација, ехо апарати и така натаму. Оно што недостасуваше во мозаикот на сликата на успешна универзитетска клиника беше компјутеризираната томографија. Меѓутоа, со помош на владата на Република Северна Македонија, сведоци сме за денешното отварање на одделот за компјутеризирана томографија при нашата клиника. На нашата клиника во годината пред епидемијата се остварени 22.198 амбулантски прегледи и 5.060 контроли, што значи имаме преку 27.200 посети од страна на пациентите на нашата клиника. Од сите тие, околу 2.000, конкретно 2.195 пациенти, кај нив се ординира компјутеризирана томографија годишно. Така да, со овој нов апарат, Philips Incisive, кој што има високо квалитетна рентгенска цевка, што работи со ниска енергетска моќ, се возможува зрачењето јонизирачко на самите пациенти и на персоналот да се намали за 80%, овозможува брзо скенирање не само на белите дробови и на целото тело, околу 15 секунди, и дава високо квалитетна слика која што ни овозможува диагностика и на интерстицијалните и други болести кои што досега беа недостапни за диагноза. Се надеваме дека на овој начин ќе придонесеме за подобрување на квалитетот на здравствените услуги од областа на компјутеризираната томографија, затоа што ќе работиме во 2 смени и резултатите ќе ги даваме веќе следниот ден. На овој начин пациентите ќе дојдат до побрза диагноза, се разбира ќе се овозможи побрзо лекување, затоа што знаете дека нема ништо поскапо на овој свет од спасување на човечки живот. Денес сме тука кај новиот објект на клиниката за пулмологија и алергологија за отварање на Центарот за диагностика. Како што сме веќе информирани од директорите, ова е донација на Европската унија преку програмата ИПА во висина од 3,7 милиони евра. Тоа е дел од програмата за брзо справување со COVID кризата, односно именувано како брз одговор за здравствени закани. Воедно да информирам дека дел од оваа донација се и 5 компјутерски томографии и 3 магнетни резонанци. Тоа ќе бидат 5 компјутерски томографии ќе бидат распределени во општата болница во Куманово, во Прилеп, Кичево и Охрид. И 3 магнетни резонанци ќе бидат распределени во специјалната болница во Свети Еразма, во Струмица и во, доколку не се лажам, и уште една болница има. Воедно
да известам дека ова е дел од нашиот проект кој што веќе подолго време го објаснуваме и го повторуваме дека многу е битно навремената диагностика кај пациенти и со снабдувањето со современа опрема ние овозможуваме рано детектирање и рано третирање на нашите пациенти, особено пациенти пост-ковид компликации. Воедно посакувам на сите граѓани здравје, а останатиот дел ние заедно со менеджментот на болниците го работиме секој ден интензивно. Благодарам. Пред да продолжиме на други прашања, професоре, значи рековте дека утре дента ќе се добиваат резултатите. До сега кој компјутер го користевте и колку време чека помолошките пациенти за да добијат диагноза? Па, доколку отворите во мој термин, не е тајна, можете да добиете на некој од радиолошките институции термин за 3 недели. И околу 5 работни дена се чекаше за добивање на резултатот. Се надеваме дека тоа ќе го... Да, имаме двајца радиолози, тоа се специјалисти, кои што ќе работат секој во 2 смени, и имаме 4 радиотехнолози, кои што исто така ќе се поделат во 2 смени, за да можеме што поголем број на пациенти да ги диагностицираме. Да започнеме на почетокот со тоа што е најактуелно, тоа е олабавување на мерките. Денеска има комисија што се очекува да се донесе како одлука и ајде шеговито ќе го поставам прашањето, може ли конечно короната да ја прогласиме за умрена? За жал, се уште не можеме да ја прогласиме за умрена. Не знам комисијата што ќе одлучи денеска. Во ова време додека сме ние тука, комисијата заседава и се надевам дека ќе има мерки по однос на резултати кои што ги добиваме од епидемиолошкиот центар во Институт за јавно здравје. Искрено не знам која мерка ќе биде денеска олабавена, меѓутоа посакувам што побрзо да закрепнеме сите ние, па да може и да функционираме нормално. Добро, кога се очекува конечно да се тргнат сите рестрикции? Претпоставувам дека веќе имате некоја слика. Временски не можеме да прецизираме кога би можеле, меѓутоа ние работиме, како што знаете, веќе ние работиме секојдневно, ги добиваме информациите и ја третираме таа тема, кога би било ослободување оваа мерка, па таа мерка, и постојано доколку вие следите нашите постапки ги следите, постојано секоја недела нешто олабавуваме со тоа што во меѓувреме анализираме дали сме постапиле правилно. Викендот иницииравте вонреден инспекцијски надзор за случајот со младиот ракометар. Дали е готов извештајот на ДСЗ и дали веќе ви го имаат доставено и што покажува извештајот за работата на медицинскиот кадар? Извештајот на ДСЗ е доставен кај мене во канцеларија. Чекаме извештај од судска медицина по комплетирање на сите документи. Ќе се формира комисија ако има потреба. И ако има сомнеш за некој детал, па потоа ќе ви дадеме изјава дефинитивна. Не би сакал во период кога се уште е отворен процесот да дадам некоја изјава. Според она што го видовте досега, има ли лекарски пропуст во овој случај? Зборувам за брза помош, ургентен и карел. Се уште сликата не е комплетирана, не можам да дадам прецизен одговор, меѓутоа гледаме дека секоја институција својата работа си ја обавува во рамки на своите ингеренции. Добро, разговаравте со директорката доктор Мојсова? И со директорката Мојсова и со директорката Бухова од ДСЗ сме разговарале, меѓутоа дозволете да заврши процесот па ќе имате изјава. А во текот на денешниот ден, извршната канцеларија на организацијата ХОПС за заштита и превенција од психотропни супстанции во земјава, при тоа вклучувајќи ги жртвите на родово базирано насилство, одржаа средба со стручните кадри од регионот за тоа како и на кој начин да се спроведува постапката при прием на жртва на семено насилство и при тоа е корисничка на некој од психотропните супстанции. Слушаме изјавата на извршната директорка на ХОПС Хајди Штериова Симоновиќ.
Во организација на ХОПС денеска имаме работилница во Струмица со стручен кадар кој што работи со жртви на семејно насилство и родово базирано насилство. Претпоставувам дека целта е подигање на свеста и научување на нештата кои што треба да се поблиску. Што очекувате? Какви се бројките? Велат бројките дека имаме жени во повисок процент кои што злоупотребуваат психотропни супстанции. Значи вака, да го сумирам прашањето, неколку прашања во едно. Значи ХОПС минатата година за прв пат правеше истражување и прв пат такво истражување е направено на територија на Македонија, колку жените што употребуваат дроги се изложени и се жртви или се под ризик да бидат жртви на родово базирано насилство врз жени и семејно насилство. И секако тоа што ние го знаевме од пракса, веќе од 20 годишно работење, истражувањето ни го потврди дека многу висок процент, над 80% од жените се жртви на родово базирано насилство, дека тоа е често фреквентно и дека сите од испитаничките барем еднаш во последните 3 години биле жртва на една форма на една од формите на родово базирано насилство и семејно насилство. Во однос на тоа процентот колкав е за жени што употребуваат дроги, значи според светските статистики, 1/4 од сите луѓе што употребуваат дроги во светот се жени. Меѓутоа, она што е друга поразителна статистика, особено кај нас во земјата, е дека жените што употребуваат дроги се многу потешко достапни и многу потешко се допираат до оваа популација, вклучително дури и harm reduction програмите, значи програмите за намалување на штети, какви што работи ХОПС и избор Струмица, од причина што тие жени дополнително се стигматизирани и маргинализирани и заради тоа што употребуваат дроги, меѓутоа и заради тоа што се жени. Истражувањето, како што кажав, покажа многу висока бројка, значи многу висок процент на насилство со кое што се соочуваат овие жени од една страна, а од друга страна многу мал процент на пријавено насилство или процесуирано насилство од различни причини и тоа денеска на кратко ќе го објасниме пред учесничките. Другата идеја зошто ХОПС реши да ја прави оваа, значи идејата ни дојде паралелно од две различни активности. Една беше правењето на истражувањето, што ги покажа овие резултати. Во меѓувреме ние како организација, заедно со сите други организации што работат на прашањето на родово базирано насилство, учествуваме во изготвување и на законот што се донесе во 2020 година за заштита и спречување од родово базирано насилство, меѓутоа учествуваме во изготвување на подзаконските акти кои што и меѓуресорскиот протокол кои што ќе треба всушност да овозможат имплементација на тој закон. Она што е специфично за овој закон е за тоа што без разлика што Министерството за труд и социјална политика е, да речем, лидер институцијата во ова поле, меѓутоа нема институција што не е вклучена на некој начин во спречување и заштита од родово базирано насилство. Значи од полиција, од здравствени институции, кои што се првите институции и граѓанските здруженија се првите места каде што жртвите се обраќаат, па се до училишта, образовни институции, локална самоуправа, значи има медиуми, значи широка е палетата на инволвирани страни кои што имаат улога во заштитата и спречувањето и од тие причини, а групата на жени што употребуваат дроги е многу специфична и се соочуваат со посебни специфични проблеми, не само покрај насилството, тука и зависноста или употребата од дроги, така што потребен е посебен пристап и тоа ни беше идејата. Значи, да ги направиме овие обуки со цел да ги сензибилизираме институциите и граѓанските организации кои што директно даваат услуги и работат со жртви на тргове на родово базирано насилство и семејно насилство, да бидат сензибилни и за оваа група на жени при постапувањето. Така, и надвор од темата, што е со одлуката на Министерството за здравство за стартувањето на финансиските средства кои што доаѓаат директно во фондот?
Значи, дел од активностите кои што ги спроведуваме, вклучително и едукативни работилници специализирани за жени, беа дел од превентивната програма за заштита на населението од ХИВ. Значи, на овие работилници, освен тоа што говориме нели за сексуално здравје, за сексуално и крвно преносливи болести, значи ги едуцираме корисниците на услугите како да се заштитат. Тука влегува и заштитата од родово базирано и семејно насилство. Жени кои што се изложени на родово базирано и семејно насилство се во многу поголем ризик и од пренесување на одредени крвно преносливи заразни болести, затоа што ја немаат слободата и волјата да одлучуваат самостојно за одредени действија, постапки, бидејќи или се под контрола или се под постојано насилство од одредени субјекти, и од тие причини тука е линкот, го гледаме и многу е важно, а кратењето на програмите значи кратење на услугите, намалување на обемот на услуги, намалување на квалитетот на услуги, значи се затвори центар во Шутово Ризари, тоа беше единствен центар за намалување на штети од употреба на дроги, каде што контактиравме една навистина специфична популација, луѓе што употребуваат дроги, роми и плюс дел од нив и жени, кои што се повеќекратно и по повеќе основи дискриминирани, стигматизирани и кои што многу им е отежнат пристапот до здравствени услуги, немаат матични лекари, немаат матични гинеколози, така што услугите кои што ги добиваа преку ХОПС и ХЕРА, значи беа единствениот линк со здравствениот систем како да дојдат до здравствени услуги, така што значително многу сериозно ќе се одрази кратењето на програмите не само на спречувањето на заразни болести, туку и на борбата против родово базирано и семејно насилство. Кој е фидбекот од Министерството за здравство? Фидбек, како што изјавивме и повеќе пати, немаме. Значи, неколку пати кажавме, комуникацијата е еднострана. Значи, со Министерството за здравство едноставно не добиваме одговор на нашите прашања и барања, прво кои се причините за кратењето, која е методологијата по која што е направено кратењето, бидејќи нема логика во тоа кратење и затоа кажуваме дека истото е паушално. Ние разбираме дека државата, како и целиот свет, се наоѓа во една економска сериозна криза, во безбедносна криза, меѓутоа баш и поради тоа не смее да се крати на најранливите, на најмаргинализираните и на програмите за превенција. Значи, овие програми се тие што ги одржуваат најранливите и најмаргинализираните луѓе внатре во системот. Доколку не постојат овие програми, ги губиме тие луѓе. Така што ние упорно инсистираме и продолжуваме и понатаму да бараме одговор од Министерството, без разлика што министерот и јавно изрази дека ние сме и во соопштението на Министерството дека граѓанските организации се партнери, сепак односот кој што го имаме не е партнерски однос, барем сега во моментот. Партнерски однос подразбира диалог, добра комуникација и заедничко планирање и заедничко водење на политики и програми, а не едностранна комуникација. А за тоа колку се потребни центрите за заштита и изгрижување, се со цел психосоцијална поддршка на лицата кои што се корисници на психотропни супстанции, при тоа се жртви на родово базирано насилство, зборува професор Лилјана Игнатовиќ. Вашето искуство денес луѓето кои што директно работат со жртвите на семејно насилство, кој е слушнат од вас, при тоа пред изјавата дознавме дека веќе имате изготвено и водич, по кој што ќе биде многу полесен пристапот и начинот на работа на стручен тим, кој што директно е инволвиран во работата. Работата со кои се соочуваат луѓето кои работат со родово базирано насилство е многу хумана, но и многу тешка и со многу предизвици, често фрустрирачка и на тие луѓе кои работат со оваа проблематика секако дека им треба поддршка и на самите нив, затоа што нема квалитетни програми кои работат со жени жртви на родово базирано насилство, во кои давателите на услуги се незадоволни, им е тешко, имаат синдром на прегорување, согорување, бърнаут синдром и баш тие цели за нив треба да има континуирана поддршка, континуирана супервизија, континуирана едукација и да имаат водичи кои ќе им ги намалат
предизвиците, фрустрациите некогаш, нели, кои ќе помогнат да они се чувствуваат подобро, кога они се чувствуваат подобро, луѓето кои ги добиваат услугите секако ќе бидат посреќени, него ако персоналот нема капацитети од било кои причини да одговори на потребите на барањата. Исто така е важно да се сензибилизира популацијата која дава сервиси и услуги за овие лица, затоа што жените жртви на родово базирано насилство, ако ги исклучиме лицата кои употребуваат дроги, ќе имаат многу мало опфат. Најголемиот опфат и највише страдаат од родово базирано најранливите групи. И на крај крајва дури и да тоа не е така. Оние кои се немарганализирани имаат повеќе мрежа, социјални капитали, како ние велиме, има каде да се подпре, каде да се обрати, кој да ја помогне, како да најде некоја релација во заедницата, што не е случај со оваа популација, затоа сметаме дека исклучувањето на оваа популација, жени кои трпат родово базирано насилство, употребуваат психоактивни супстанци, е ненамерно, но повторно родово базирано насилство правено од сервисите кои баш напротив треба да помогнат на овие лица и дека секое лице треба да се гледа сеопфатнат и имаат повеќе потреби. Не може да се посматра само родово базираното насилство без употребата на супстанци. Тие многу често одат заедно, затоа што луѓето кога имаат травма, стрес, посттравматско стресно расстройство, многу често употребуваат некоја супстанца без разлика дали е таа легална или илегална, дали може да се препише или не на рецепта, но нема да се употребува како што е препишана на рецепта. Заради тоа мислиме дека не само во нашата земја, него глобално има предизвици врзано со оваа категорија, затоа што тоа го усложнува третманот и грижата на таа популација, па сакаме да дадеме придонес за сенсибилизација на сервисите и едукација и информација за да станат сензибилни за оваа популација. А во продолжение го гледаме прилогот во кој што се зборува за подготовката на новата стратегија за лицата со попреченост, кои инволвирани чинители во општеството се вклучени во носењето на стратегијата, колку годишна стратегија ќе биде истата и што всушност ќе опфаќа се со цел бенефитот на крајот да го имаат лицата со попречености, гледаме од следниот прилог. Денеска содржа иницијалниот состанок за развивање на новата национална стратегија за лицата со попреченост во Моземјева, со кој председаваше надворешниот советник за унапредување во образованието, здравствената и социјалната заштита Додевски при институционалниот систем за лица со попречености и председавач на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост. На состанокот на кој присуствуваа представници на Министерството за труд и социјална политика, Германската асоциација за меѓународна соработка ГИС, представници на агенциите од Обединетите нации во земјава беше истакнуто дека со овој работен состанок започнува процесот на креирање на концептот нова национална стратегија за лица со попреченост за наредните 7 години. Носител на оваа активност е Министерството за труд и социјална политика, додека пак Националното координативно тело ќе биде задолжено за координација и спроведување на целиот процес. ГИС и агенциите на Обединетите нации ќе бидат техничка и финансиска поддршка на целиот процес. Значи, како што кажав, ова беше само еден иницијален првичен состанок на кој што ги разгледувавме можностите и доменот на функционирање на сите тие чинители внатре во изработката на стратегијата. А од сите ги увидовме дека во самиот овој процес на изработка на стратегијата има и одредени предности, но има одредени предизвици кои што сите заедно треба да се справиме да ги надминеме, а сите заедно исто така очекуваме да од овој процес да произлезе еден многу поквалитетен документ, стратешки документ за Република Северна Македонија, односно за лицата со попреченост.
бидејќи со тековните реформи сме во ход, односно имаме постигнато како држава доста многу во реформите кои што ги предвидувавме, да кажеме, пред 3-4 години. Така да оваа стратегија ќе биде многу понапредна од претходната, бидејќи ќе зафаќа нови нивоа на целокупната таа социјална, здравствена, образовна инклузија на лицата со попреченост. Новата национална стратегија ќе се изработува врз широк диалог со представници на граѓанските организации на лицата со попреченост и со самите лица со попреченост, со што ќе се почитува принципот ништо за нас без нас. Од страна на присутните беше потенцирана заложбата заеднички да се обезбеди мултисекторски, мултидисциплинарен и холистички пристап при што лицата со попреченост и нивните потреби ќе бидат во центарот на вниманието. Душан Томишич, советник во МТСП, истакнува дека по прашањето на правата на лицето со попреченост отпочната процес на големи промени во нашата држава и дека со новата стратегија се очекува да одиме чекор нанапред од видови и категории на попреченост при остварување на правата да се помине кон функционална проценка и индивидуализација за поддршката. Се тоа, како што подвлече, ќе влие врз форматот и содржината и на легислативата која ги опфаќа лицата со попреченост и сите натамошни документи што се однесуваат на оваа популација. На состанокот заеднички беше оценето дека во наредниот период ќе отпочне широка дебата во која ќе се слеваат сознанијата и експертизата за голем број странски домашни организации, а во која клучна улога ќе имаат лицата со попреченост, со цел да се добие квалитетен документ од кој најголемиот бенефит сепак ќе го има оваа популација. Во продолжение и целата изјава на Спасе Додевски, координатор за имплементација на Конвенцијата на Обединетите нации за заштита на лицата со попречености по однос на изготвувањето на новата стратегија за заштита на лицата со попречености. Значи, новата национална стратегија за лицата со попреченост имаше иницијален состанок. Не е утврдено точно за зависност од распонот на целиот овој процес во кој што треба да се изработува. Не е точно предвидено дали за 7 години, но во моментов се разгледуваат можностите и целиот тој концепт и приоритетите што се однесуваат на самата стратегија. Вчера на наша седница на иницијација на Националното координативно тело за спроведување на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лица со попреченост при владата на Република Северна Македонија и коиницирахме првиот состанок на кој што ги утврдивме првичните параметри со кои што ќе се изработува на кој начин ќе се развива понатаму таа стратегија. Инаку изработката, односно со предвидувањето на стратегијата е предвидена и во новата владина програма за 2022 година, каде носител е и ќе биде Министерството за труд и социјална политика, а Националното координативно тело ќе биде партнер на Министерството за труд и социјална политика во делот на иницијација, фацилитирање и координирање со другите министерства. И од истата таа стратегија понатака ќе произлезе акцијски план за спроведување на таа стратегија. Тој акцијски план ќе биде и дел од акцијскиот план и на Националното координативно тело во владата. Во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Националното координативно тело, задолжени за финансирање и за останата техничка поддршка се ГИС, односно друштвото Германското друштво за меѓународна соработка во Република Северна Македонија и сите UN, односно организации на Обединетите нации во Република Северна Македонија. Значи, како што кажав, ова беше само еден иницијален првичен состанок на кој што ги разгледувавме можностите и доменот на функционирање на сите тие чинители внатре во изработката на стратегијата. А од сите ги увидовме дека во самиот овој процес на изработка на стратегијата има и одредени предности, но има одредени предизвици кои што сите заедно треба да се справиме да ги надминеме, а сите заедно исто така очекуваме да од овој процес да произлезе еден многу поквалитетен документ, стратешки документ за Република Северна Македонија, односно за лицата со попреченост,
бидејќи со тековните реформи сме во ход, односно имаме постигнато како држава доста многу во реформите кои што ги предвидувавме, да кажеме, пред 3-4 години. Така да оваа стратегија ќе биде многу понапредна од претходната, бидејќи ќе зафаќа нови нивоа на целокупната таа социјална, здравствена, образовна инклузија на лицата со попрешеност. Така, благодарам многу. Благодарам и на вас. Значи работите турбо. Овдека е крајот на денешното издание на емисијата ТВ Ординација. Останете и понатаму со нас. Се гледаме наредната среда.